Жените се водат како носителки на земјоделските стопанства, но одлуките ги носат нивните мажи. Ваквото формално фигурирање е само за искористување на мерките за рурални жени, покажале истражувањата на ЛАК Агролидер. Затоа, оттаму велат дека треба да се работи на подигнување на свеста за улогата на жената во руралните средини и нејзината реална моќ. Така што жените се појавуваат само фиктивно, само на хартија, меѓутоа не и во реалноста, односно не се тие кои што го водат и го менаџираат бизнисот. Тоа ни беше главниот поттик да почнеме да го правиме сето тоа, па така со поддршка на Министерство за економија, ние имавме серија на обуки, најпрем за зајакнување на жените во руралните средини, значи конкретно ние направивме акцијски план за женско предприемништво за општините Кривогаштани, Долнини, Крушево и Македонски Брод, со тоа што најпрви имавме зајакнување на капацитетите на жените, односно оние кои што веќе имаат сопствен бизнис и оние кои што планираат да започнат, па да можеме меѓусебно да си ги споделат искуствата, добрите практики, што е она на што треба да се внимава. И после тоа, заеднички на повеќе тркалезни маси, заедно со представници на општините и на жените, ние и секако со поддршка на експерт го креиравме тој акцијски план за женско предприемништво, кој што нели секако за секоја општина е различен поради тоа што не секоја општина е иста, не секоја општина нуди еднакви можности за жените за бизнис и не жените во сите општини се насочени кон една иста идеја. Од ЛАК Агролидер додаваат дека постоењето неформални групи може да помогне во позиционирањето на руралните жени. Во нивни раце е отворањето собствен бизнис и регулирањето на нивното економско учество како во домот, така и во земјоделското стопанство. Оно што всушност е главната цел на овај акцијски план е всушност најпрви да се направи таа неформална мрежа на рурални жени, да се информираат жените за придобивките и процедурите за основање на еден собствен бизнис, да се приклучуваат кон други организации, односно да ги користат сите оние сајми, изложби, манифестации и така натаму. И секако локалните самоуправи како многу важни во процесот на ова рурално предприемништво да се вклучат од тоа што ќе им помагаат, значи и од зајакнување на капацитети, односно со човечки ресурси, меѓутоа која општина колку што е во можност да обезбеди финансиска поддршка дополнително на сите програми поддршки кои што ги има Министерството, за да може што повеќе да се зголеми процентот на жени предприемачи во руралните средини. Во единствениот регистар на земјоделски стопанства бројот на регистрирани жени носители на земјоделски стопанство постојано расте, велат од ресорното министерство. Па така, ако во 2019 година биле регистрирани 36.048 жени, денес тој број изнесува 38.241, што значи дека имаме зголемување за 2193 жени кои регистрирале земјоделско стопанство, велат од Министерството за земјоделство.